Поздрав од Агенцијата за млади и спорт. Денес имаме чест да разговараме со директорот Наумче Мојсовски, нашата ракометна легенда. Господин Наумче, добар ден, како сте? Добар ден, добро е најдов. Благодарам за поканата да гостувам на вашата телевизија. Како работите во овие невообичаени околности, ова пандемија на коронавирус? Доста спортските активности се застапени без публика и тоа е многу тешко паѓа на сите кои го сакаат спортот. Дефинитивно, добро кажавте, значи голема проблем за мотивација на самите играчи, на самите екипи кои дефинитивно ова до сега во спортот не се случило. Нели, јас како играч која бев, најголем мотив ми беше публиката, така да сега се други околностите, не сум осетил баш на терен, ама се гледа и да буквално да кажем како да си во театар, така да е проблем дефинитивно екипите и репрезентациите се осеќа сами на себе, по немотивирано се гледа дека играат и се надевам дека ова чудо од пандемија ќе заврши што побрзо, веќе почнува имунизацијата и се надевам дека здраве Боже, нели во групните спортови све почнува од август-септември, дека ќе биде во нормала и ќе можеме да гледаме публика на самите терени, во самите сали. Вие планирате да се имунизирате, какви се вашите планови? Па секако, ние се пријавивме ни дојде од Агенцијата за млади и спорт, за цел персонал кој тука работи да се вакцинираме, се пријавивме доста од тука, така да чекаме редот и кога ќе ни дојде, секако дека јас лично ќе се вакцинирам. Ајде се вратиме, кој беше вашиот мотив да влезете како во ова работа и нова функција како прв човек на агенцијата? Што ве натера, кои беа вашите главните мотиви да влезете? Па дефинитивно, нели, доаѓам од сферата на спортот, ова е агенција за млади и спорт, поврзана е доста со спортот, поврзана е со младите, све почнува и нели во спортот, све почнува од млади години, од млади нодзе, ако од тогаш можеш да се насочиш животот, да насочиш да гледаш на кај би одел твојот живот. Така да секако предизвикот е голем за мене, за некои неправди кои се случувале уназад години во спортот, да можеме директно да соделуваме. Јас доаѓам, како што кажав, од сферата на спортот и се надевам дека некои работи кои директно соделуваат во спортот ќе можеме да ги исправиме и секако на крај децата кои се бават со спорт ќе бидат задоволни, кои на крај и за нив постоиме. Така да се надевам дека со мојата сегашна функција ќе придонесам за што подобар спорт, подобри услови, нели, пред се условите, ако немаме добри услови, не би имали и добар спорт. Се надевам дека како што трна нашата држава со пласмани на големи надпреварувања, одбојка, фудбал, ракомет, сега се надевам и кошарка. Тука ги имаме, нели, борењето, боксот, пливањето, каратето и многу други. Се надевам дека ќе одиме све нагоре, агенцијата е тука да помага, да поддржува и во тој стил ќе продолжиме. Кога дојдовте овдека пред известно време, што затекнавте, каква беше состојбата во агенцијата? Твоите први впечатоци какви беа? Па добро се агенција како агенција, прв пат се соочувам ја со, нели, администрација, државна работа која, нели, агенцијата се залага за спортот, за младите и секако инвестиции во делот на спортот. Дојдов во едно време, не време, како што спомнав, во пандемија, во тој период на почеток беше, во средина беше пандемијата, спортот скоро и да беше замрен, децата, спомнавме и ние, децата беа дома пред самите телевизори, таблети, PlayStation и телефони, да кажам, што јас сум противник за тоа. Децата треба, јас во моје време растев, да кажам, на улица, све што научив во спортот беше од дружењето со другари, на самите улични игралишта и така да се надевам дека со наша заложба, со заложба на школството, на самите школи, на факултетите, дека ќе ги вратиме децата кај што им е местото, тоа е на спортските арени кои тоа го заслужуваат. Вака сега, кога читав некои податоци во минатото во друг систем на живење,
Забележав имало многу напревари помеѓу училишта, помеѓу одделенија, помеѓу средни училишта и така натаму. Денеска младиве имаат доста поголем дел деформитети од целодневното седење компјутери, лаптопови, а да не зборуваме за социјалната компонента која е многу ниска, нема дружење, ово рековте. Што како Агенција за млади спорт ќе преземете вие младите конечно да ги внесеме сите во сали, да има повеќе напреварување, затоа што веќе вака повеќе не оди? Дефинитивно, значи, пак самиот проблем, самата пречка е, нели, како што спомнавме, пандемијата. Ние како, нели, влада, како агенција, вложивме или почнавме пред 2 години или 3, веќе почнуваме од прво одделение да имаат наставници по физичко воспитување. Мислам дека ова година е 3-та, веќе се стигнате до 3-то одделение. Така да, заедно со тоа што го спомнав, со училишниот спорт, све почнува од училишниот спорт. Значи, тога се тие насоки и моите први чекори во тогаш ракомето, иначе пред тоа пливав, нели, во Струга, знаеме и само во Скопје во Струга имаше тогаш базен. Почнав со пливањето, завршив на ракометот. Моите почетоци беа во тие основни средни, на почеток на средни години, така да све почнува од таму. Моја заложба ќе биде, здравје Боже, како што спомнав, што побрзо ова пандемија малце стивне, не викам дека и ќе замре скроз, али што побрзо стивне, се надевам дека децата ќе направиме едно масовно дружење, масовно излегување на дворешните игралишта кои дефинитивно нас ни дадоа таа придобивка. Со ова пандемија покажа дека децата веќе почнуваат, што го кажувате вие, искривенитети, со деформитети, пред телевизорот, таблетот, телефони. Тоа е еден огромен проблем кој јас сум голем противник и се надевам со добра организација децата ќе ги вратиме на тие спортски арени кај што ние изникнавме. Да, времената се минуваат, али секој почеток почнува од таму. Покажи самата пандемија дека најдобро, ајде да кажам, најдобро поминаа спортистите. Значи, секој здрав човек, секој активно кој се бави со спорт, не мора да е професионален, видовме дека пандемијата не му може ништо. Така да се надевам дека и народот ќе е посвесен и дека ќе увиди дека само спортот и само активното движење низ нашата држава, низ нашето спортување ќе биде плюс за нив. Све другото ни е Вие убаво рековте поголем број на генерации меѓу кои јас сме растели на улица, со дружење, со топка и некако тоа време го зборуваме на овие млади генерации, тешко доаѓа до нив, меѓутоа некои деца го прифаќаат, али мислам дека тука и треба и родителите да одиграат поголема улога. Најповеќе, значи најважно од се родителите. Мора директно да се уклучат. Такво и време дојде. Дефинитивно со модернизацијата, нели, со техниките и со ова, полесно му е на родителот да му дај телефон или таблет, за да не го замара детето за 2-3 сати во денот да, ајде да кажам, спаси куртули, да не го малтретира или не, а со тоа му прави лошо. Затоа викам, ево јас, нели, доаѓам од спортот, јас моите деца кога ќе се завршам, здраве Боже, ако биде порано, со работа во денот, одма ги вадам на некое си игралиште, на нешто активност, да, можеби през града, возење точак, играње, големиот сака фудбал, малиот уште 4 години мале, така да само да ги извадам надвор за да не се затворени дома и да не мислат само на тие лоши работи. Лоши. Телефон, таблета, тоа нели оди во искривување и ајде да кажам нездрава нација. Јас мислам и по моje видување и во разговор со многу доктори и спортисти, големата наша смртност од пандемијава најверојатно е тоа што малу активна нација сме. А тоа сакам да се промени и секако со заложба на Олимпискиот комитет, со заложба на средните, осмолетките и сите училишта, тоа да се промени за да децата помасовно учествуваат. Не е важно во кој спорт, него да се насочени во спорт. Планирате ли да правите некоја турнија низ Македонија, да разговарате со сите релевантни институции, училишти од спорта и така натаму, да направите некоја округла маса, што велат, тркалезна маса и да се оваа тема издигне на повисоко ниво? Дефинитивно разговарано е со професорите и со председателот на училишен спорт, веќе се обавени тие состаноци, не она на масивно, како што спомнавте, по самите градови, али
една група тука се состанавме за да увидиме дека дефинитивно после ова ни треба она што спомнувам масовно излегување на бројлиштата на терените. Им кажав да направат некои програми што побрзо ние да се пуштиме активно во самите спортови. Дали е тоа ракомет, пливање, фудбал, кошарка, све што може надвор да се прави. Така да видовме дека некои сали се затворени, така да девојчињата, децата кои тренираат, да кажам, карате и ова, веќе ги прават надвор тие тренизи, веќе е подобри времето, се надевам дека ќе се уклучат што поголем број, помасовно ќе биде за да го вратиме на смислата за спорт. Тебе ти како голем спортист имаш големо искуство на надпревари, меѓутоа спортот на тебе ти даде некои позитивни насоки во животот. Да. Па дефинитивно јас доаѓам од помала средина, доаѓам од Струга, ни татко ми мој, ни мајка ми моја не се од спортска фамилија, сам сум го избрал тоа, нели, ајде да кажам, доаѓам од помал град, али тие помали градови, помали места се, децата можеби имаат помалце работи кои може да ги видат во Скопје и повеќе се впуштаат во спортот. Спортот мене ме насочи, значи сам излезен сум од Струга од мои 17 години, заминав на 18 во Битола и од таму Пелистер почнав, па ево уште ден денес буквално не сум вратен во Струга, така да се надевам дека еден тој принцип кој на тоа време што спомнавме во нашето време се применуваше, мислам дека и сега е успешен, зашто и да не го повторуваме и да дава резултати. Да, и ние во нашиот град тук имаме сега определени активности преку училишниот спорт, преку Сојузот на спортови, се прават манифестации, но ова пандемија се до тоа го спречи. Но да одиме сега понатаму, за да ова што го зборите биде реализирано, ќе треба да се градат што повеќе терени за државата. Што планирате во наредниот период, колку терени ќе се градат, отприлike вака да ни кажете? Па добро, значи дефинитивно имаме ние програма која почна и од пред мене. Веќе се градат 6 базени, училишни базени кои директно ќе се градат само за баш така се викаат училишни базени се за помалите генерации за децата. Веќе нови 4 се спремаат да се пуштат тендери за да се почнат да се играат. Градиме кошаркарски игралишта 3x3, во вашиот град е изградено, тениски терени се градеа. Се надевам дека ова ни покажа и јас побарав и од владата да ми се одобрат средства, да ми се вратат во буџетот, ми беа земени доста средства ради пандемијата, во здравството мораше да се наменат. Се надевам дека ќе ми ги вратат. Овие фитнес зони покажа дека многу добро помина во оваа пандемија. Гледаме деца кои не можат и секако спортисти кои не можат да влезат затворени теретани, да не се групираат во затворен простор, покажат тие на Кеј во другите градови кај што веќе се инсталирани, покажат дека многу добро функционираат. Се надевам дека и тој проект и моја заложба ќе биде тој проект да се врати што побрзо. Се надевам дека за многу кратко време тој проект сакам да го вратам и да се изградат од 20 до 30 барем тие фитнес зони. Баскет игралиштата 3x3 веќе продолжуваат, мислам дека се во програма 30 такви баскет игралишта, изградени се 10, малце се стопира ради пандемија, али сега ќе ги продолжиме да ги градиме. Моја намера е да на времето кои се изградија игралишта, кои можеби во погрешни места, во погрешни времиња, можеби се изгради некој, да кажам, тениски терени кои во тоа место нема ни тенисер, нема ни ништо, така да сакам да ги направам тие игралишта повеќе функционални, повеќе наменски. Значи да бидат истите тие игралишта да бидат и за фудбал, и за кошарка, и за одбојка, и за да се тргне све тоа да бидат и за тенис, така да се надевам дека и во тоа ќе успеам за да адаптираме од некоја што се градело само да се подстредат по, ајде да кажем, асфалтират и да се донесе таа опрема за да биде повеќе наменска. Така да има концепт агенцијата, затоа викам, све зависи од самата ситуација на пандемијата. Ако не дај Боже се влошува, а сега се кажува дека се добри бројките, ако не дај Боже се влошува, одма треба да се некои работи намала, за да се помогне во здравството, така да мислам дека го поминавме најлошото и се надевам дека ќе одиме нагоре. Недавно бевте во Куманово, во починиот спортски комплекс Соколана,
каде што бевте импресионирани од она што видовте од таа зграда, тоа е на некој начин фундаментот на спортот, на градот, на државата па и пошироко. Какви се вашите впечатоци за тој објект кога го видовте? Како може да биде некој објект кој, ајде да кажем, во тогашна Југославија значело нешто од некои почетоци на спортот во тогашна Југославија, во таа држава тогашна, Кралството Југославија. Кралството Југославија, значи почнале од тогаш, датира до сега со помош наша заедно со нели со општинската власт во Куманово, тој објект веќе почнуваме и веќе го реновираме. Надвореличните игралишта веќе се при крај. После таа фаза се влегува внатре во самата сала. Автентичноста на таа сала, граначалникот тоаш ме обавести дека првите чекори во ракометот, во женскиот спорт, во женската ракометна лига, ги се почнале баш во Соколана пред 91-2 години. Така да, секако тоа историја која допира до сите нас спортистите и моја заложба и секако разговорите со граначалникот да се беа во таа насока дека мора да остане автентичноста, мора да остане духот, срцето, поминале илјадници спортисти, илјадници звезди од Дуда Ивковиќ, од не знам кои селектори се, кои се тренери во кошарката, во не знам кој спорт, поминале низ таа сала и секако мора да остане таа автентичност, таа душа за да се потсеќаат и граѓаните на Куманово, а и младите генерации да сознаат што се случувало во таа сала. Се надевам дека тоа внатре што го видов ќе биде исто автентично, тие балкони од кај што стоела публиката, така да мора да ги чуваме и негуваме тие дефинитивно тие историски моменти и тие историски објекти кај нас будат, кај сите спортисти. Видовме дека кога нели почна да се гради самиот објект, колку спортисти беа присутни, тоа беше мислам пред во една одамнешна фаза, или при крај на надворешно игралиште која се привршува, видоме колку спортисти од тоа време се потсетија и беа присутни на тој собек. Така да само добро на спортот со добри градби, со добро осмислено ќе донесеме тоа што го се бориме, а што повеќе народ спортува и се вклучи. Да, вие добивте една топка од овие спортски лиги, кога ми се подпиша, ви дадоа еден подарок, мислам дека ви е многу драг. Секако. И ми стои тука во канцеларијата. Вака сега ме интересирам, исправите една голема неправда, кога дојдовте на чело на агенцијата, рековте, мојата прва заложба ќе биде сите спортисти кои имаат тренирано, работено во клубовите, да им се плати стажот, да бидат достоинствени луѓе, да земат пензија. Баш така. Тоа во минатото беше навистина многу нефер према тие луѓе. Баш така, значи директно и прва моја заложба и пај да кажам прва точка во мојата програма и најсекаде и најнапредно беше тоа. Значи директно осетив на моја кожа што значи, осеќам на моја кожа што значи, а да не правам муабет на многу илјадници спортисти кои реално таа неправда ја осетиле и ја знаа. Ево, од мене лично ќе тргаме Наумче Мојсовски, кој е 20 годишен репрезентативец на Македонија, имал 0 денови стаж. Тоа е еден голем проблем, што после самата кариера. Што кога, нели, си се откажал од, ајде да кажем, си заврши некој факултет, али не е тоа, си се откажал од многу работи, си изгубил многу работи во животот за да бидеш професионален спортиста. Покрај тебе, тренирали уште многу луѓе, во самата екипа губеле исто во денот, значи 2 пати дневно се тренирало и си немал време за ништо друго да правиш. Така да, ајде да кажам, ние сме едни стечајци кои реално беа заборавени, беа трнати на страна, од страм, ајде да кажам, од не ажурно, од не приметено. Таа бројка е, мислам, огромна до 2-30 спортисти, така да се надевам дека со оваа мерка ево веќе сме при крај. Мислам имаше 1 до 2 состаноци со сите министерства кои се задолжени за ова, со правда, со труд и социјала, со сите останати кои се директно вклучени во ова. Се надевам дека ќе изнајдеме едно квалитетно решение, законско решение, тоа веќе го спремаме законот, за да се измени, за да се надевам за 2-3 месеци ќе се пушти во собраниска расправа за да тоа помине. Дефинитивно ќе им помогне, ќе им се упише стажот, за да не лутат. Јас колеги мои
знам репрезентативци кои биле најмалце со од 50 до 100 настапи, нема ден стаж и ајде да кажам, врзуваат крај за крај. Така да се надевам така една неправда ќе се исправи и да се фати еден терк за наредни генерации тоа да не се повторува. Да, јас знам многу примери во Куманово луѓе, конкретно од ракомет, од кошарка, кои не напревар доживеа толку тешки повреди на лигаментите, буквално ќе стане инвалиди. Буквално. И останаа што се вели на улица, но еве сега овие работи многу ги израдува и велат дека ќе се исправи на неправда према нив затоа што тој го дал целиот живот во клубот. Цел живот. Баш тоа и тоа го спомнам, значи цел живот го дал нешто, заработувал, ајде да кажам, минимално во тој период, други времења беа се заработувало нешто за живуркање, што после тоа си поминал до 40 и некоја година, си пропуштил многу работи, а кога ќе видиш 0 денови стаж, кога ќе стигнеш, што ќе работиш, ние баш спортистите сме, ајде да кажам, ако не се гледаш во спортот, кај би се гледал, значи не е тоа е проблем кај би продолжи да функционираш. Така да се надевам дека системот во држава ќе ги прифати, ќе биде, не се надевам, него сигурно ќе ги прифати и се надевам дека на крајот година. Ви имате веќе некои спискови направено? Па веќе почнуваме, пуштаме до самите федерации, матични федерации во кои спортови, во кои спортови учествувале, за да ни дадат изводи, договори, пријави, све доаѓа таму записници. Нашето самостојување од Македонија кога се осамостои до ден денешен ќе биде можеби проблем на тие почетни години 94-та, 5-та кога се формирале федерации, не толку многу како сега, ама имало формирано федерации, фудбалска, кошаркарска, ракометна, одбојкарска, па карате, па и борење, бокс и тие други федерации, да имаме некој си извор на информации, за да можеме да земеме како релевантен факт, за да таа година му се упише него како дека работил. Така да се надевам дека ќе оставиме подолго време на самите матични федерации да ги изнајдат тие документи и да побараат можеби од Европската федерација, од самите европски матични федерации некои си документи и секако ќе даваме и период на самите спортисти кои можеби дома има некој си договор кој е валиден, бил тоаш валиден, а го нема во матичната федерација да го достави за да може да му се прифати исто таа година дека се напребара. Еве за нормална работа на клубовите воведовте една интересна практика која веќе функционира, делување на ваучери. Да. Еве сега неодамна имаше повторно ваучери за клубовите. Тоа на некој начин им дава ветра во грбот на клубовите да работат нормално. Секако, дефинитивно, ваучерот се виде дека е успешна работа, успешно директно убризгавање на државата помош за самите клубови. Уназад во наше време немаше такви работи, беше дел на фирмите кои сакаат да спонзорираат. Сега директно државата, се надевам дека ради ова пандемија малце не спречи, иначе 10 милиони, се надевам дека до 2023 ќе стигнеме до 15 милиони тој ваучер. Директно помага државата да се откажи од своите 15 милиони евра. 15 милиони евра, да, 10 милиони до сега евра, се надевам дека до 2023 ќе стигнеме до 15 милиони. Директно се откажува средствата, со даночување од самите фирми да ги донираат во спортот. Прошлава, ајде да кажам 2020 година, во една пандемија видовме дека ваучерот е баш многу успешен, тоа што го спомнав, искористеност имаше од 90%. Така да се надам и ги повикувам фирмите да се опуштат да помогнат во спортот, пошто дефинитивно тие пари кои они ги даваат, треба да ги дадат во УЈП да платат данок на добивка. Наместо да платат во УЈП данок на добивка, нека помогнат во некој клуб, ќе направат добро дело и тие пари дефинитивно им се добре дојдени на клубовите. Знаеме сега и пандемија и сите други работи, али добар дел од буџетот нивни го покриваат на годишно ниво. Така да агенцијата и државата мисли за спортот, сака да помага, одиме напред, самото тоа покажува со помош на директно на клубовите, покажува пласман на европско, пласман на светско и на, ајде да кажам, се надам и на Олимпијада, некои си спортисти, така да самото тоа убризгавање на финансиски средства покажува дека во некоја нагорна линија сме. Уште ни остана вадењето на деца на арените на дворични, на спортските арени, за да ова пандемија што ни се задеси со пандемијата, да покажеме дека
реално да почнеме да покажуваме дека ова мала држава заслужува да биде спортска нација. Да не заборавам да ве прашам, што планирате во Куманово покрај Соколана, други спортски терени ги градите ли? Па добро, секако се наменети, значи баскет игралиштата се направи, тениските терени се направија, граначалникот се почнува реконструкција на ова. Ние кај нас заложба и во мојата програма е сега веќе ставено, веќе собираме документи за, ајде да кажем буквално само уште кај нас, тоа и се надевам за во блиски дни на тоа ќе се среди, загревање на салите, огромните сали кои се центри за спорт. Ево Куманово, например, главната, големата градската сала е приоритетна во првите 5 сали кои ќе ги затоплуваме преку Агенцијата за млади и спорт. Значи Битола, Куманово, Велес, Гостивар и Охрид. Се приоритетни 5 сали, значи ние имаме замислено 20 или 25, али приоритетни први 5 сали се тие кои се, ајде да кажам, една историја наша, најмасовни, најмногу собираат публика, така да се надевам дека до крај на јуни ќе имаме изготвено решение да се распише тендер за да можеме да почнеме тоа загревање на салите кое дефинитивно знаеме, јас сум осетил на своја кожа во Битола, ако е надвор минус 10, во салата е минус 20. Така да не се ти услови кои заслужуваат спортистите и со самото тоа подобрување на основните услови на спортот ќе се види напредок и дефинитивно ќе помогнеме за спортот да оди напред. Македонскиот спорт оди со крупни чекори напред, еве фудбалската репрезентација конечно да чекавме да оди на едно големо напреварување. Сите се радуваме на тој успех и веројатно вие правите некои планови и подготовки како и на кој начин да ги следите тие настапи на нашата репрезентација за прв пат во историјата. Да. И мислам дека има тука некои сериозни амбиции. Па дефинитивно ево се конструира едно тело при владата на Република Северна Македонија. Се надевам дека тоа тело ќе координира за самата помош на самата репрезентација, да видиме што директно се уклучат младите, како што го кажуваме, помош за со организирање на све зависи, пак кажувам, од оваа пандемија. Со организирање на масовни превози до, ајде да кажем, Букурешт. Ќе имаме состанок следна недела на влада за да видиме што, во секој час, во секој миг се има промена на критериумите во самите држави и организатори на Европското првенство. Ево, пред 2 недели во Романија беше баш буквално скроз забрането со ПСР тестови, со 14-дневен карантин, со мислам дека 10 до 15% максимум само на трибините, така да оваа недела слушнав дека има и промени во таа насока, најверојатно ќе се бара, нема да има карантин, ќе се бара ПСР тест, па мислам дека се спомнуваше 25 до 30% зголемен капацитет на самите трибини. Значи све тоа мораме да го пратиме, да сме во тек за да ги известуваме и граѓаните и да им помогнеме на граѓаните на Македонија за да можат што побезбедно да стигнат таму и да ги пратат овие надпревари. Дефинитивно ние како нација, како македонци сме борбен народ, сакаме да сме на трибините, ако јас налично на мој грб сум осетил ако гледам фалангата, ако гледам публика кој навива за Македонија, подобро ти доаѓа, првенства да ни беам блиску, Ниш, Хрватска, Србија и останато. Подруго е. Се надевам дека што помасовно ќе ги бодриме нашите фудбалери, што помасовно, а ние сме како, ајде да кажем, ќе биде формирано координативно тело, ќе бидеме функција на граѓаните за што побезбедно, што по-нормално и секако за билети, што можеме да делуваме за македонци да стигнат и во Букурешт, 2 надпревари и во Амстердам. Исто така и нашите ракометари под водство на Кирил Лазаров се изборија за Европско првенство и тоа вас ве радува бидејќи вие сте дел од таа цела историја на македонскиот ракомет. Дефинитивно секако се продолжи континуитетот кој, да кажам, мојата генерација го почнавме во далечната 2009 кога без услови, без ништо направивме подвиг, го победивме вице првакот на Олимпијада на свет. Исланд со самото тоа пласирање на едно големо надпреварување 2009
може би едно ако скокнавме, до сега е направен континуитет. Со самиот тој учество на големи надпреварувања и континуитетот им се дава на младите да осетат тежина на спортот, колку е важно да една нација, една држава има надпревари на големи континуитети. Од таму излегуваат големите играчи. Ево и се тука сега доаѓаат Кузмановски, Талески, па има и доста многу други играчи кои дефинитивно ги не наследија и се надевам дека ќе продолжи тој континуитет и се надевам дека и во фудбалска репрезентација ќе продолжи тој континуитет, во кошаркарска, нели имаме и тие пласмани, одбојкарска веќе одлично, веќе врзува и тие континуитет на големи надпреварувања, така да се надевам дека нивниот успех е успех на агенцијата, мој и нова држава и секако осетивме и вие и ние осетивме дека последно од само нашето самостојување прв пат се пласираме на европско првенство, видовме колку народот беше весел во една пандемија која беа најголеми можеби бројките, така да спортот е амбасадор, не сплотува, не сите заедно, така да се надевам дека тој континуитет ќе го продолжиме и не зближува сите така. Така. Имате ли соработка со другите агенции за млади спорт во укружување? Една работа што мене ми се лично допаѓа, начело на агенција кај нас во државата сте вие спортисти во Србија, Удовичич, вроен ватреполиста. Значи, прави луѓе на право место, сакам да кажам. Па добро са, нели самото име кај нас, ево, може би бил пред известно време кај Кар, сега втор пат, дај да кажам, спортиста кој е директно на агенцијата. Кажавте во Србија Удовичич, во Црна Гора Анович, значи поврзани спортисти во Хрватска фудбалер, поврзани спортисти кои директно знаат и чинат што им треба на спортистите и што најмногу може да им се помогне баш буквално директно на спортот. Имаме сега комуникации, требаше да има и во април стредби, али нели пандемијата, затвореност, да немаме посети, да не се директно среќаваме, одложи пандемијата, али се надевам дека истото тоа е договорено веќе во Србија, Црна Гора, Хрватска, Албанија, Грција и имаше баш сега во 23 април имавме за Киев, али таму нели немири некои во Украина се случува, така да се тоа се одложи и се надевам дека во блиска иднина веќе сме во контакт, нели се надевам дека следно прво одење ќе биде во Србија и ќе биде за многу брзо. Дефинитивно имаме ние што да учиме, имате и они што да учат од нас. Да, Србија е поголема држава, повеќе спортисти, повеќе успешност, се надевам дека ние повеќе ќе учиме и ќе придобиеме за да стигнеме до едно ниво кое дефинитивно спортисти го заслужуваат. Интересно, многу кумановци ми рекол, вика, праши го Намче, вика, женскиот ракомет клуб Куманова ќе стане шампион и веројатно и тој се радува на тој успех, затоа што ние имаме долга традиција во тој спорт, а титулата ќе ја прославиме доколку дозволат условите, веќе нешто ние да дочекаме да имаме шампион. Женскиот ракомет во Куманово има голема традиција. Дефинитивно, значи, ракометот, спортот во Куманово е спортски град. Дефинитивно знаеме од самото самостојување од одцепување од Југославија, првиот куп надпревар, првото финале го сврши Еврокуманово, тогашно Шеврокуманово. Куманово заслужува, Куманово преферира, сака спорт. Може би другите се али гледам, нели, ракометот е на одлично ниво. Кошарката си е нон-стоп, нели, во плейоф, во најдобрата лига. Може би фудбалот малце стагнира, али сите други спортови, боксови, борења, све тоа има во Куманово. Така да, Куманово е спортски град и сега го заслужува. Затоа, ајде да кажам, и се вложува доста во Куманово спортот. Со наша помош, со колана, ево салата за гревање, значи базен се направи. Така да, дефинитивно Куманово заслужува. Знам дека сега моментално има 7-8 клубови пливачки кои пливаат, кои се надпреваруваат. Така да, се надевам дека ќе продолжи во овој ритам, а секако ако се надевам дека Куманово би станал шампион на Македонија и би поканили, би прославили и заедно. И имате одлична соработка со градоначалникот Димитриевски? Дефинитивно, јас со сите градоначалници имам лично, али со тие плюс имам кои го преферираат и го сакаат спортот, тоа ми е мене, нели,
болка и потешко е да се бориш. Јас доаѓам нели од спортот, али пак на крај доаѓа некоја си политика која политичарите спортот помалце го разбираат и помалце го сеќаат и мојата заложба, јас кога дојдов на оваа позиција, кажав дека ќе се борам со сите сили да им докажам и да им доловам до нив да и досетат дека реално спортот е многу важна гранка во самото општество. Покажа пандемијата, покажува образованието, покажува културата на понашање, на движење, на живење, дека спортот го обликува еден човек, една персона која дефинитивно ќе му даде некој насоки за понатамошниот живот. Така да мојата заложба, уште еднаш кажувам, да им допрам на политичарите дека дефинитивно спортот е важна гранка. Како ви исполнете на работен ден? Гледам дека овде имате доста активности, телефонот постојано ви звони. Ви паѓа ли се тоа тешко? Не ми паѓа тешко, да, може би малце на почетокот беше напорно, али нели секоја се влегува во шема, да кажам дека тука сум, ова врата е отворена за секој, да кажам буквално дека во целава пандемија овде не застанавме, си има луѓето поплаки, си сакаат да дојдат, да видиме што можеме директно да помогнеме, како можеме да помогнеме, дали директно, дали со совет, дали со ова. Ова институција е, нели, матична институција за сите спортисти, матична институција за сите млади организации кои делуваат на подрачјето на Македонија. Така да мораме да сме достапни, мораме да сме фул. Доаѓам во 8 сабајле, завршувам 7-8 вечерта. Така да сакам да има да осети народот дека овие врати тука се отворени за секого и на кој што му треба да се пофали, да се помогне, им стоам на располагање. И вие давате стипендии за млади таленти и спортисти. Тоа е еден многу значаен потек за идните асови на македонскиот спорт. Дефинитивно даваме 500 стипендии кои се даваат во различни, во сите спортови кои се со дејност спорт кои се признаени од Агенцијата за млади и спорт и помагаме од сите основи. Дефинитивно треба да се стимулираат младите, пак почнуваме од тие најмладите, треба да им се даде поттик. Се враќаме на нашето, во моето време немаше такво нешто, али сега доаѓаат младите да се насочиме, ако реално ги бива најдобрите, да им се помогне, за да им се даде стимул, па на крај тие на оваа држава ќе вратат со успеси и со, како вика, спортистите се најдобри амбасадори, а со тоа се гордееме и сите и се надевам дека дај Боже секој ден да имам приеми тука со успешни, со направени успеси на спортисти, со тоа ќе сме успешни сите. Ние сме еден од ретите градови на пошироките простори, имаме 3 олимпици. Се гордееме, Аце Русевски, Реджеп и Бранимир Ивановски. Да, дефинитивно. Тоа е пример за сите генерации. Дефинитивно, значи јас затоа заложбата е моја, тука се и на слики, нели ги видовте, така да заложбата моја е што повеќе, што помасовно, круна на спортот е Олимпијада. Дефинитивно, да, и европски и светски првенства, али Олимпијадата е врво на спорт. Се надевам дека Куманово ќе има уште 15, уште 20, се надевам дека сите градови ќе излезат и ќе покажат желба за масовно спортување, а тоа масовност носи до успех и до нови олимпици. Градиме, почнуваме да правиме инфраструктура за сите спортисти за што подобри услови, тоа полесно пласирање на Олимпијата. За крајот, последното прашање на порака за младите генерации, бидејќи вие сте на чело на оваа институција, што би ми советувале на младите луѓе во овие временски околности? Па секако, што помасовно, значи, уклучување, агенцијата, нели, за спорт и за млади, што помасовно уклучување за спортот, значи, све почнува од самиот спорт, познанства, пријатели, другари, тоа што го спомнав, насока, едно дете да се обликува, да фати некој смер што реално лоши времиња доаѓаат, знаеме, лоши пороци, многу работи ни се случуваат со дроги, со алкохол, со све останато. Спортот е буквално контра од тие работи. Секој родител сака детето да му спортува. Што помасовно, што повеќе, не е важно кој е спортот. Знаеме дека ако се направи успех во фудбал, другиот ден сите дечиња се фудбалери. Знаеме дека ако денес се направи успех во кошарка, сите се кошаркари. Така да, што помасовно на спорт, што повеќе дружба, што помалце таблети, телефони во раце,
помалце искривувања, со тамо самото тоа си одма по здрав по секако, така да се надевам дека тоа што го спомнуваме цело време, дека ќе гледаме стрекни лица на улиците, на игралиштата на дворешни кои ако не ги пополнат децата нема кој, така да се надевам дека тие игралишта ќе се после ова пандемија ќе се преполни и со самото тоа ќе речеме дека сме завршиле една одлична работа. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ве очекуваме во јуни месец во Соколана кога ќе правиме една манифестација, ќе бидеме 150 спортисти од 90 години богатата историја да дојдете и да присуствувате на тој настан. Машала, ќе ми биде чест ако ме поканите, секако би присуствувал. Ако е спортска манифестација, со задоволство. Благодарам. Ви благодарам. Толку за денеска, поздрав од Агенцијата за млади и спорт и се негово.